Ја слушнавте песната Мајко Македонио во изведба на Васка Илиева. Денес почнуваме со еден нов циклус. Овој пат од едицијата Македонска книжевност на програмата Во Фокус, со мене Силвана Павловска. Значи, ќе зборуваме за книжевноста и би сакала да ве запознам со работата на Димитар Митрев. Насловот на неговата книга, која што беше издадена од страна на Наша книга Скопје 1986 година, насловот на книгата е Пиринска Македонија. И затоа и ја одбравме оваа песна за Пиринска Македонија за Јане Сандански. Пиринска Македонија во националната преродба. До поделбата на Македонија од 1913 година, македонскиот народ се наоѓаше во условите на општ економски, политички и културен живот. Врз нив се развиваше и неговата борба за национална пробуда и национално ослободување. Незиниот единствен, општо македонски карактер се обусловуваше главно од фактот што Македонија застана на патот на капиталистичкиот развиток во условите на отоманското владење, цела, нераспарчана и неразделена од граници. Територијалната целина ја овозможуваше и целината на националното движење. Уште во периодот на преродбата ќе се забележат во Пиринска Македонија изразити пројави на пробудена словенска и македонска свест. Основните линии на преродбата, отпор против цариградската грчка патријаршија и нејзиниот експонент во економскиот живот на земјата, грчката трговска буржоазија, а подоцна по извојуваната победа над патријаршијата, отпор против бугарската екзархија, како експонент на великобугарската буржоазија. Истовремено доаѓаат до израз и во Пиринска Македонија. Преку тие два отпора и овде разрасна широко движење за словенска и национална пробуда на народот. Појавата и развитокот на македонската преродба беа овозможени од развитокот на трговијата и занаетчиството во Македонија, кој оди низ цела прва половина на 19 век по нагорен пат. Во тоа време македонските трговци се порешително ги земаат во своји раце командните позиции на трговскиот живот во македонските градови. Тие не само што учествуваат живо во домашниот стопански живот на Отоманската империја и соседните земји, туку и поддржуваат врски преку кои представници и кантори во Средна Европа, особено со Виена, па дури и со градови на север, како Лајпциг и други. Таквото оживување на трговијата и занаетчиството се забележува и во Пиринска Македонија. Првенствено во тоа држат градовите Неврокоп, Банско и Петрич. Познато е дека Неврокопскиот панаѓур, што се одржувал секоја година од 1 до 15 август, бил првиот во Македонија и еден од најголемите во сета Турска империја. Покрај местните производи и стоки, на овој панаѓур учествувале со своји стоки и некои западни држави. Според журналот на австрискиот Лојд, во 1844 година на Неврокопскиот панаѓур се донесени стоки од Австрија за 120.000, од Саксонија за 11.000, од Англија за 153.000 флорини. Со видно место во економскиот живот со такво место е Неврокопскиот крај и во борбата за национална преродба. Наоѓајќи се во составот на Драмската грчка епархија и во близината на тогашниот грчки културен центар Серез, Неврокоп
и околните мрвашки села многу рано ја восприемаат грчката просвета и грчкото богослужење. Компактното словенско население од тој крај со децении било држано во заблуда и се сметало за словеногласни елени. Словеногласни елени. Решителен пресврт настанува дури во времето на конкурентската борба помеѓу грчките трговци и местните. Барајќи ги своите пазари за себе, влегувајќи во допир со слободни и развиени земји, запознавајќи го нивниот крупен просветен напредок, неврокопските трговци ја чувствуваат потребата од развиток на своја просвета, неопходна и за развитокот на трговијата. Тие ги поведуваат со себе за наечиите и селанството и стануваат предводници на борбата против хегемонизмот на цариградската партријашија за своји училишта и цркви. Така се доаѓа во 1866 година до историскиот Магзар, или обраќање до султанот, потпишан од представници на градот и селата. Во него се изјавува дека неврокопчани не го признаваат грчкиот владика за свој црковен поглавар. Како последица, не задоцнува оттргнувањето на неврокопскиот крај од туторството на грчкиот владика. Во сета околија се отвараат училишта со настава на мајчин јазик, поддржувани од богати трговци. Во градот е отворено читалиште и библиотека. Се засилува разностраната општествена дејност на формираната неврокопска општина, во која влегуваат местни луѓе избрани од народот. Таа општина живее самостојно и независно се до 1876 година. По таа година, во местните работи почнува да се меша екзархијата. Да спомнеме тука дека екзархијата настана како резултат од општата борба што ја водеа главно бугарите и македонците против тиранијата на грчката партријашија. Уште во текот на таа општа борба кај нејзините носители дојдоа до израз специфични разлики. Бугарската буржоазија настојуваше да ги наметне своите интереси, а македонската не сакаше да бидат запоставени нејзините. Така се дојде до спротивставување и на националните разлики. Но како појака и поразвиена, бугарската буржоазија успеа дефинитивно да се наложи при формирањето на екзархијата. Спроведувајќи изолација во однос на македонците, бугарскиот бројно силен трговски круг во Цариград успеа да ја организира екзархијата исклучително како институција што ќе ги спроведува неговите интереси. Така, екзархијата во суштина ја замени партријашијата, се наметна во незините бивши епархии, спроведувајќи ја преку црквите и училиштата незината денационализаторска политика. Поради тоа, против екзархискиот отпор се јавува како најбитна тенденција во вториот период на македонската преродба. Тоа беше едно појаснување, бидејќи го спомнавме зборот екзархија. И сега да повторнам таа реченица. По таа година, значи по 1876 година, во местните работи почнува да се меша екзархијата, која настојува да го превземе поранешното патријаршиско главатарство на територијата на Македонија. Екзархијата интервенира кој да биде председател на општината и кој да бидат во незина управа. Со тоа предизвикувала незадоволство и отворени протести кај местните луѓе, ненавикнати да им се мешаат во работата на нивната општина. Поради тоа и овде, како и во други краишта на Македонија, отпочнува силен против екзархиски отпор. Да спомнам дека денес го започнуваме циклусот на македонска книжевност, едиција на македонска книжевност на Димитар Митрев. Насловот на неговата книга е Пиринска Македонија.
Необично развиен економски живот и оживена пресветна активност бележи во периодот на преродбата и градот Банско, центар на разложкиот крај. Уште во крајот на 18 век Банско излегува на предна линија во трговскиот живот. Банскалиските трговци воделе трговија со своји месни кожени изработки и со памук од Серското поле, со Австрија, Унгарија, Србија, Романија, Грција и со пазариштата во сета Турска империја. Во самото Банско многу се развило кожарството, дрводелството, грнчарството и железарството. Со развитокот на трговскиот живот во Банско напредува и просветното дело во разложкиот крај. Во 1792 година банскалискиот трговец Марко Теодорович Везов го издава првиот буквар на црковно-словенски на свој трошок. Да ви спомнам пак, во 1792 година банскалискиот трговец Марко Теодорович Везов го издава првиот буквар на црковно-словенски на свој трошок. Во почетокот на 19 век, трговецот Лазар Тодоров Германовиќ се зафатил со сопствени средства да изгради нова црква во Банско, која да одговара на новиот оживен лик на градот. Црквата е завршена во 1833 година и по сето во неа архитектура, живопис, резбарија, камбанарија може да се суди за материјалниот пораст и за просветните погледи на тогашните банскалии, тие од Банско. Најако обележје на пробудениот просветен живот во Разложко во тоа време е брзиот развиток на училишното дело, кое се постава во модерна светска насока, а наставата се изведува на местен говор. Доколку просветата што се ширела со современи методи на мајчин јазик разраснала сред народот, и овој крај може да се заклучи од податокот што го изнесува бугарскиот академик Кирил Мирчев, цитирам, учебното дело во тоа село, значи Бања, Разложко, напреднало со време до таму што кон 1806 година немало неписмени младинци. Тоа се текстови на Разложки говор, Софија, книга 3 и 4, година 10. Во 1847 година познатиот преродбеник Никола Поп Филипов ја воведува во училиштата во Банско современата Беланкастерова заемно учителна метода, која уште повеќе придонесува за унапредувањето на наставата. За подигањето на просветниот живот во Разложкиот крај од големо значење се врските што ги имале трговците од тој крај со некои западни земји. Но од посебно значење во овој период се врските со Србија. Тој факт се истакнува и од бугарската историографија. Историчарот Никола Алексиев пишува, цитираме, крупни трговци на памук помеѓу Серез и Виена, банскалиските трговци уште во 18 век се влезени во досек со југословенски, особено српски преродбеници и го пренесувале просветителскиот дух и во својата татковина. Тоа е од Разложкиот говор, македонски преглед, Софија, година 6, страна 75, подлекол ДМ. Познатиот бугарски историчар Васил Кнчов, откако споредува две писма на еден банскалиски трговец, пишува, цитираме, јасно се гледа дека првото писмо од 1791 година е напишано на чисто разложки јазик, додека во второто од 1809 година има некои србизми. Не е ни чудно, банкалиските трговци се среќавале во Виена со срби и се влијаеле од нив.
Тоа е запишано во Патување по долините на Струма, места и брегалница, страна 258, подлекол ДМ. Видни банскалии се пројавуваат и како видни учесници и раководители во политичкиот и државниот живот на Србија. Еден од нив бил трговецот Михаил Тодоров Германовиќ. За него, во врска со тоа, банскалскиот учител Костадин Молеров пишува, цитирам: тој бил од оние банскалии што тргувале во Виена. Кога трговијата со памукот и изработени кожи опаднала поради Наполеоновите војни, тој бил повикан во српскиот кралски двор, каде станал десна рака на кнез Михајло Обрановиќ, нешто како прв советник и министер. Овој пресврт во својата судбина го должил на своите големи способности и висока просветеност за оние времиња. При најважни моменти и мисии, кнезот прибегнувал до него и тој му станал голем љубимец. Така, тој бил пратен со специјална мисија кај рускиот цар Александар I, кога Србија се борела за својата автономија и независност. Таа мисија тој ја исполни со блескав успех и се вратил од Русија со скап подарок за кнезот. Брилијантов прстен и со големо благоволение за српскиот народ. Потоа се установува во Букурешт како српски конзул. Ова е од културните и обштествени борби во Банско. Македонски преглед, Софија, година е 8, број 4. Арсов пишува за тоа во книгата Стамболовштината во Македонија, издадена, се викала Стамболовштина, бидејќи по името на тогашниот председател на бугарската влада Стамболов. Издадена е таа книга 1890 година во Виена. Реченото движење кое трае неколку години го толкувам просто како реакција против долгогодишниот стремеж на екзархијата да го земе во своји раце командувањето на општествениот живот, а освен тоа го сметам и како прв чекор кон самостојност на земјата. Крај на цитатот. Борбата против асимилаторската политика на грчката патријаршија и победата нејзина представува борба и победа на словенското свестување на македонците. Борбата против асимилаторската политика на бугарската екзархија представува борба во името на македонското национално освестување. Затоа, антиегразхискиот отпор се јавува како основна линија во вториот период на македонската преродба, израз на повисока степен во процесот на македонското национално освестување. Како таков, тој отпор неизбежно мораше да се пројави и се пројави и во Пиринска Македонија. Сега можеме да завршиме со овој првиот дел од книгата на Димитар Митрев, Пиринска Македонија, издадена во 1986 година од наша книга и е едиција Македонска книжевност, чиј уредник се јавува Видое Подгорец, а ликовно-графичко обликување Томислав Филипов. Во нашата средна емисија во Фокус со мене Силвана Павловска ќе зборуваме за востанијата во Кресна и во Разлог. До тогаш ви благодарам за вашето внимание, се надевам дека ова е нешто поучно за вас, посебно за македонците кои што живеат во диаспората и немале шанса да се воспитуваат за македонската историја на македонски јазик. Тоа е предпоставка од моја страна, може би сум грешна, меѓутоа мислам дека е корисна и затоа сакам да споделам со вас. Ви благодарам уште еднаш, се слушаме следниот пат, се најдобро.